студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателката на Државниот збор на Република Словенија Уршка Клачо-Зупанчич денеска и утре ќе престојува во прва официјална посета на Македонија. Словенешката председателка на парламентот попладнево со високи државни воени почести ќе биде пречекана од председателот на Македонското собрание Африм Гаши. Потоа двајцата ќе одржат тет-а-тет средба, пошто ќе следува и средба на двете делегации. Председателката на Државниот збор на Словенија утре во собранието ќе има средба и со председателот на Сопринската комисија за европски прашања Антонио Милошовски. Клачо-Зупанчич ќе биде примена и од председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и од премиерот Христијан Мицковски. За време на посетата во главниот град ќе биде воведен посебен сообраќаен режим. Судскиот совет да ја преиспита работата на судијата од Титовскиот суд кој пресуди само 2-годишна затворска казна за возачот кој усмрти младата Теодора Ристовска. Премиерот Мицковски згрозен од ваквата пресуда вели, а ова не е правда, туку целосно потврдување на системот. Тој најави борба со секој што ќе ја злоупотреби својата моќ и ќе го стави својот интерес пред безбедноста на граѓаните. Според него потребен е механизам во кој ќе се делува брзо, ефикасно и бескомпромисно против корупцијата. Јавно да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потврдување на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од Судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и не луѓе. Кочани, Тетова, Бесатранс, Дурмотурс, трагедиите што ги спомна и премиерот не имаат погодено како трагедии една по друга, а сите имаат заеднички именител – корупцијата. Северна Македонија страда од епидемија на корупција досега. Времето за постапување и действување е сега. Имаме силен мандат од граѓаните да се бориме против корупцијата без компромис. Актерите морат да престанат да се мешаат во работењето на судовите и на правосудните органи и да тоа не се прави во политички цели. Зајакнување на правосудните органи бараат реформи, активности и пред се и најважно политичка волја. Без ова неефикасноста ќе го наруши прогрес. Судскиот совет ќе изврши увид во предметот за пресудата на 22-годишната Ристевска која беше прегазена во сообраќајна несреќа во Тетово, откако најпрво семејството, а потоа јавност остро реагираше на 2-годишната казна затвор за возачот во повторената постапка пред Основниот суд во Тетово. Ова доаѓа откако премиерот Христијан Мицковски вчера го повика Судскиот совет да ја преразгледа работата на судијата. Реакцијата на Судскиот совет побара и министерот за правда Игор Филков, кој ја коментираше пресудата, истакнувајќи дека довербата на граѓаните во судството е многу ниска. Семејството на Теодора реагираше на висината на казната и долгото траење на целата постапка. Пресудата предизвика силни реакции на социјалните мрежи за целиот процес и премногу блага казна. Родителите на четворица од повредените пациенти од несреќата во Кочани изразија благодарност до лекарите и персоналот во болницата во Софија. Тие вчера беа пуштени на домашно лекување, а во болницата во Софија остануваат уште 4 пациенти. Деца денеска ги отпуштаат од болница Пирогов и тука сме да и се заблагодариме на директорот Николов, професорка Аргирова и на сите докторки, сите вработени и целиот персонал кои пред се со своите човечки и професионални ангажмани ги лекуваат нашите деца. Исто така да се заблагодариме и на Бугарија и на целиот бугарски народ за сочувствувањето, грижата за нас,
Благодариме на сите крводарители кои излегоа во огромен број кога беа најпотребни за нас. Нашето лекување ќе продолжи во Пирогов со контролни прегледи, разни третмани и интервенции во наредниот период. Уште еднаш ви благодариме многу од срце. Денеска сме четворица. Се надеваме што побрзо и другите дека ќе го следат нашиот пример, дека ќе дојдат и они побрзо. Кога сакаат зборуваат за настанот, кога не ги присилуваме, голем шок и траума ќе им остане секако за цел живот. Меѓутоа сите се како семејство веќе и се надева дека сите до еден ќе бидат подобри. По продолжение следуваат и вестите од светот. Во Грција денеска се